Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се. Белгари, иното гиши, сите Сашо ќе ва реши. Кога станувам со бајле, но гледало се гледам, ај си викам на кого мамето да му го. Јонче од СДС, знаете како премуавет на телефон, на мобилен телефон? Ало, да, слободно пиши, ВМРО се неспособни, ја затроја водата, овие дата центри, ќе исцркаат цела вода од македонските реки, да, слободно пиши, да, пиши го тоа, чекај, имам втора линија, чекај. Да, кажи. Што да ви кажам друго, малце го редефинирав Вицов и сакам да им поречам на ваквите, а видете, боле бели зајци одгледувајте, негде му странска земја некоја. Пошто ова бело линии, бели зајци има, бели зајци треба да одгледувајте. Баш кои ни брзо се размножуваат, храна, мефце, колку сакат. Оние на Малта, зашо ви име на Малта, оние специјалитет зајачко месо на малтежанин. Пошто кој им бапнале санкции британци, веко сакале, кој се отцепиле од Британија, независност кој побарале 45-та, тито со бродови санкции, никој не смел да дојде, тито со бродови зајци им носил, 20.000 зајци прва испорак. Затоа до ден денска зајци им се специјалитет. И бродот на Тито им е музеј тамо, со овој брод, маршалот на Југославија, зајци ни носеше тогаш, никој ништо не му можел. Така да, Јонче, зајци бели, да одгледуваш негде, можеш и на Малта, јебика. Мислам, кај да е. Само подалеку од тука. Ова. Иначе, актуелно, покрај тоа што СДС на најочајнички начини се обидува да го урне ВМРО ДПМН, што е Mission Impossible, мислам и Том Круз да го викнат, кој ќе ги разгледа плановите, стратегиите на СДС за рушење на ВМРО, ќе рече, људи, ова е стварно невозможна мисија, али не се заеба. Оно што ме гледате мене, тоа е филм, али ова е невозможна мисија, тури Том Круз ќе се откаже, до таму се отиде. Оно што е актуелно овие 2 дена е смртта на генералот Младич во Хаг, осуден за воени злосторства против човештвото. Имате тука одма се разбудија балканските ревизионисти, едните викаат херои, другите викаат дека бил токму тоа за што е осуден. Проблемот е што на таквите како Младич им беше овозможено да побеснат. Тоа беа еден вид на, како да ви кажам, кучиња, кои што можеа да се држат на ланец, питоми да беа некои други околности, но имаше некои други кои што ги отклучија, тоест ги пушти од ланец, па така да само кучињава подивеа во едни такви околности. Ревизионизмот очигледно уште нешто очигледно што е уште присутен на Балканот, дека оние кои што ја ревидираат историјата, кои што некогашните победници против нацизмот ги етикетираат како најдолно ѓубре, како олоши, како злосторници, а оние кои што беа во скутот на нацизмот, шуруваа со нацизмот, одеа рака под рака со нацизмот, го воспеваа нацизмот, го глорифицираа нацизмот, тие денеска изгледа Европа, Европската унија, па и одредени структури во некои балкански земји сакаат да ги рехабилитираат, да ги етикетираат во својата спротивност, диаметрална спротивност, дека се, не знам, херои, дека се спасители. Очигледно лекцијата во Европа од таа граѓанска војна во Југославија не е научена. Што викаше Дуковски во една своја драма, очигледно ни треба нова војна, или поточно кажано, очигледно самите си пресудивме да има нова војна и секако дека ќе има со вакви структури, кои што негираат геноциди, негираат своји учества во најстраотните
настани кои што се случија во Европа од Втората светска војна па наваму, вклучувајќи ја она сурова, страшна граѓанска војна што беше на територијата на бивша Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Проблемот со таквите луѓе, како што кажав, со младиче, тоа што они беа производ на едно време, на едни околности. Фактички, тие околности, тие луѓе кои што ги родија, ги пуштија од Синџировие, така наречени кучиња, ги направија на некој начин херои на злото доба. Затоа околу нив има таква аура, да едни секогаш има едни кои што ќе ги претвараат во херои. Она што се случи во Југославија 1991 година, со почетокот на граѓанската војна, да се надеваме дека никогаш повеќе нема да се случи на ова напатено тло, во овие земји кои што порано партиципираа во таа федерација, да се надеваме дека полека ќе им дојде памет во глава и ќе сватат колку сите загубија, кога решија да се разделат на таков крвав начин, наместо да се разделат, да се разведат со подавање на рака или, да кажеме, спогодбено, да употребиме еден правен термин. Но она што останува како сенка друга, е дека таа граѓанска војна, со сите нејзини злосторства, геноциди, масакри, на некој начин се одвиваше пред очите на Европската заедница во тоа време, подоцна таа стана Европска унија, и веќе недвосмислено настаните покажуваа дека во голема мерка, таа Европска заедница во многу наврати беше спиритус мовенс на тоа зло, во многу наврати замижуваше пред тоа зло, во многу наврати го спонзорираше тоа зло, во многу наврати идеолошки и финансиски го подкрепуваше, му дотураше гориво на омраза, на зло, ја разгоруваше таа омраза со помош на многу пари меѓу некогашните братски народи на таа Југославија. Во тие масакри, геноциди пред се оној во Сребреница, голема одговорност и вина носи, кажете, а како сакате, меѓународната заедница, па и Обединетите нации, и УНПРОФОР, и Европската заедница, и сите тие во договор со кучињата на војната кои решија, барем тоа се утврди после многу години, кои решија дека им треба еден таков масакр, за тоа да биде почетна точка од која што ќе произлезе крајот на таа војна, оној фамозен Дејтонски договор, кој што само ја пикна војната и старите омрази ги пикна под тепих. Но никогаш немаше намера на вистина да ги угуши. Напротив, ако сакаше тоа да го направи, Сребреница никогаш немаше ни да се случи. Без Сребреница, да кажеме, и без уште 2-3 такви пресвртни точки, крвави пресвртни точки на таа војна, може би немаше да биде толку крвава, вклучувајќи ја и обсадата на Сараево, Вуковар и уште некои 2-3 масакри кои што беа направени буквално од сите три страни кои што се беа замешани во таа војна, па дали таа се одвивала на тлото на Хрватска или на тлото на Босна и Херцеговина. Но нешто како Дамокловиот мач сега виси, јас мислам, како закана, како вратка за тоа што се случуваше на просторите на бивша Југославија на почетокот на 90-тите, токму тој мач, јас мислам дека сега виси над вратот на Европската унија, дека цената што ја платија во крв некогашните братски народи на Социјалистичка Федеративна Југославија, допрва ќе мора да ја отплатат и оние од остатокот на Европа, оние кои што се сега дел од Европската унија. Но секако дека својата улога во распадот на таа држава, во тој крвав пир, крвава разврска или